Јасмина Костадинова призна дека примала подкуп за противзаконито влијание во случајот Типер со злоупотребите на европските пари. Таа како вработена во Министерството за земјоделство, обвинителството ја товареше дека со мито од 2000 евра требало да влијае врз крајната одлука за фондовите, односно пари да добие фирмата на екс-министерот Џевдет Насуфи. Таа плачејќи ја призна вината и рече дека сгрешила. Судот ќе објави пресудата за неа во вторник. Истата уште во фаза на истрагата, суштински го има признаено кривичното дело, дека истата се кае, до сега не е осудувана, да видиме судот што ќе реши, ќе знаеме во вторник. Обвинителството побара осудителна пресуда за Костадинова. Европската унија очекуваше да види како државата ќе постапи во овакви случаи, кога се случуваат постапување од страна на поединци кои што се носители на највисоки функции во агенцијата, кои што одлучуваат токму за доделување на овие средства од ИПАРД фондовите. Прво обвинетиот Насуфи нудел мито 50.000 евра подкуп за неговата фирма без да ги исполнува условите да добие европски пари. Во измамата учествувал и екс-директорот на платежната агенција Илија Стоилев, како и вработени и управители во фирмата. Обвинителството располага со доволно материјални докази прибавени со посебни истражни мерки, како и докази од екстрахирани податоци од електронски уреди. За останатите обвинети судењето продолжува на 11 мај со воведни зборови на обвинителството и одбраната.